Говори Радио Лидер. Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Утринско еспресо со Златев и Боцевски почнува ово утро на 6.6.2022 година, точно е 7 часот и 31 минута. Ово утро се разбудивме во спарни услови, затоа што синоќа така приврна малку, но не успеа да ја разлади вжештената ситуација во држава. Па Љупчо, тие дополнително ја вжешти со тоа твојата објава на социјалните мрежи околу пожарениот, како го нарекуваат, клуб на бугарската заедница во Македонија. Сега почна така да го нарекуваат, инаку порано се викаше Бугарски културен клуб Ванчо Михајлов. Па не знам што сум... Ја еве, да ви кажам, реакциите до овој момент има мојот пост, односно објавите, споделувањата од порталите на мојот пост, имаат околу 2500 лајкови, имаат стотици и стотици поддржувачки коментари од граѓаните на Македонија. Сето тоа е во ред, меѓутоа не види. Јас само го кажав оно што народот го мисли. Еве, може да им прочитаме на гледачите, за да не дебатираме, да не вергуваме во празно. Велам, палењето на културниот клуб кој го носи името на фашист е граѓанска должност и на истото не може да биде осудувано. Сите го осудија после, и Пендаровски, и Ковачевски, и Маричич. Тоа е исто како некој да излезе и да ги осуди партизаните затоа што излегле во планина и се бореле против фашизмот. Осудувањето на антифашизмот е фашизам. Оние кои го осудуваат варварското палење на овој објект, каде беа да го осудат варварството да се отвори овој фашистички клуб? Зошто не го осудуваат варваризмот кој македонскиот народ го почнал на 11 октомври 1941 година со палењето на фашистичката полициска станица во Прилеп? Зошто тогаш го слават овој според истите ни варварски подвиг како државен празник? Инаку, реално постои голема веројатност Бугарија да го има направено и вториот варварски чин, палењето на овој културен клуб, за да има изговор за вето. За жал, оваа држава покажува класично непријателство кон Македонија. Ивица, овој објект се запали истиот ден кога дојде бугарската заменичка министерка. Аме се согласувам со тебе. Они сами си го имаат запалено. Чекај, не. Ајде да не влегуваме во параноја, меѓутоа ајде идеме едно по едно. Дали си во право за тоа што го тврдиш дека отварањето на клубот е една невидена провокација, една невидена срамота? Самото име на клубот е не само што е контроверзно, туку е и вон секоја памет да се слави човек кој што застанал на страната на фашизмот, човек кој што е изопштен и од македонската и од бугарската историја, дека тоа беше чинна провокација, дека едноставно сета таа работа беше направена така за да се случи инцидент, е сосема точно. Дека во Битола нема доволно луѓе што ќе поддржат клуб на бугарската заедница и тоа е точно. Еве, има повеќе во Битола, чекај се, само да кажем, има повеќе во Битола политолози, ко мене и ко тебе, така? Немам ништо против да има бугарски културен клуб било каде. Тоа си е право на секој народ и на секоја заедница. Бугарите се народ и заедница. Не е проблем да имаат клуб. Проблемот е што ова е клуб кој го носи името на Ванчо Михајлов, инаку фашист. И да се разбереме. Ама се согласам и да се разбереме. Каков е тој културен клуб кој носи име на човек кој се бавел со воено-политички работи? Ако е културен клуб, нека носи име, не знам, Пејо Јаворов. Не само тоа. Виде дека внатре таму има некои цитати со кои што се спори македонскиот народ. Абсолютно. Се навредува македонскиот народ.
а се става насред Битола. И се става насред Широксокак. Епа, дали е- И еве види, и ги виде, мислам, тие што го промовираа клубот. Тоа се некои, ајде да ги наречеме, животни губитници, кои што сега нашли своја некоја ситна паричка, ги плаќаат, веројатно, дали од амбасада, дали од тие бугарски тенис служби, не е ни битно. На крајот на краиштата. Ги плаќа Милен Врабевски и неговата фондација. Добро, ма за тоа сигурно стои некој друг. Па да, тоа точно, е Бугар да. Данс. И сега види, како да ти кажам, дека тие животни губитници имаат пари да одржуваат насред Широксокак центар немаат. Па еве ЗНМ во Битола нема на Широксокак простории, така ли е? А далеко е порелевантна институција и може да собере пари за Боцевски. членарина. Боцевски. Но, чека се, што е проблематично за својот пост? А не може правдата во рака да си ја земе народот сам. Има оваа држава институција. Кој не функционира. Рената Десковска министерката дали кажа дека Министерството за правда одбило регистрација на Ама клубот? Бојан Маричич после го регистрирал. Не знаеме. Како не знаеме? Види, остана да виси во воздух. Па добро. Остана да виси во Затоа што воздух. институциите, Ивица, извини вака. Кога се случи шарената револуција, видовме палење на канцеларијата на председателот Ѓорги Иванов. Дали видовме? Видовме, и тоа Видовме беше срамота. шарање на илјадници државни, стотици, сега точно. илјадници, не стотици, на 20 И тоа е државни проблематично. точно. институции, така. Сега. Кој беше одговорот? Шекеринска и Заев фрлаа боја. Точно. Луѓе кои сега Да. се веќе Согласен. бивши, но се Согласен. дел од естаблишментот. Согласам и затоа Така. не одговара. Да. Но, Дури ни прекршуваш, а требаш, да. Значи, кој беше нивниот одговор зошто го правеле тоа? Институциите не функционираат, ВМРО ДПМН ги има окупирано институциите, еве ви прислушкувани разговори кои го потврдуваат тоа, и ние сега имаме право самите да ја земеме правдата во своји раце. Доколку некој патриот, било каков човек, ја земал истата аналогија од нив и отишол да ја запали вратата на клубот кој носи име на фашист, тој има целосно право по оваа логика. Затоа што Заев не одговарал, Шекеринска не одговарала, Димитров не одговарал, секој оној кој фрлал боја, кој палел не одговарал, зошто да не одговара? Здравко Сависки одговараш. Пошто у меѓувреме нели не отиде со нив. Зошто тогаш да одговара оној кој исто како нив ја земал правдата во своји раце и отишол да запали културен клуб кој не е културен и не е клуб, туку е фашистички клуб во Битола кој носи име на фашист. На поддржан од бугарската држава. Не ме интересира. Истото, како што Михајло Апостолски не чекал цивилизирано да се разбере со бугарските фашистички власти, туку си ја презел правдата во своји раце и почнал. Чекај, сакаш да кажеш дека во моментот во Македонија владеат фашистички бугарски власти? Па затоа што очигледно дозволуваат да се регистрира институција која носи име на фашист, кој друг би владеал? Кој друг би владеал? Липчове крупна е ова бе малку. Ако може би не владеат бугарски фашисти, но владеат нивни квислинзи во Македонија кои дозволуваат регистрација на клуб со вакво име. Тешки зборови бе Липчове. Фашизмот е најголемата закана која човештвото ја видело во современата историја. Точно. Спротивувањето на фашизмот се нарекува антифашизам. Доколку некој го направи од патриотски подбуди, него може слободно да го наречеме антифашист, човек кој не ја прифаќа одлуката на владата, одлуката на Бојан Маричич, кој очигледно дал дозвола да се направи, затоа што вчера беше еден вчера тој се истрча меѓу првите. Така? Не, види, се согласам со тебе и за тоа, дека таму беше запалена врата. Знаеш дека јас се противам на тоа самовели и ја тоа го осудувам. Не може некој да оди сега таму да пали по држава како што ќе му текне. Ама не Без може разлика никој како ќе му текне да се отвара клубови. Без разлика како на веќинат. фашисти. Без разлика како веќинат. Меѓутоа, од друга страна, дека тоа заслужи севкупна осуда на нашава власт, заслужи. Дека не дојде од таква осуда, не дојде. Дека премиерот Димитар Ковачевски излезе
И дури го правдаше сето тоа дека било направено според постапка врзана со, не знам, конвенции на Советна Европа е вон секоја здрава памет. Па тај тогаш на Геринг да му отворат Да. Туполска културен клуб. Не бе еве Германци, нели Советна Европа го дозволува тоа. Имаше еден тука поблизок пример во Земун на Анте Павелич, еве Хрватска, нека се обиде да мојат. Прво Хрватска тоа нема да го стори затоа што во Хрватска Е нормална земја. Да. Они Блајбург еве го него слават веќе, се откажаа од Блајбург славење. Да, и не само тоа, други работи. Да, значи Хрватската држава, Да. Зоран Милазовиќ излегува јавно и кажува ние се откажуваме од словењето на Блајбург, тоа е лудоштина за нас. Значи, Знаеш дека треба да се обидеме до интервју со Зоран Милановиќ, многу автентично ми делува како ама политик. не, значи Не, многу автентичен политичар, пази, види. они 30 години беа заблудени од тој Блајбуршки. Не беа заблудени, него тие се обидуваат 30 години да помират непомирливо. Да. Да се повикуваат и на Завнох, и на НДХ. Тоа е вон секоја здрава памет, нели? И на крај сватија дека тоа не може и на така. крај сватија дека Хрватска или ќе се повикува на нејзината антифашистичка традиција, или ќе се повикува на фактот дека народно-ослободителната борба на југословенските народи ја водел еден Хрват по татко, словенец по мајка Јосип Брз Тито, или ќе биде жигосена на столбот на срамот како некои други држави што се жигосени на столбот на срамот. Дури сега, ќе ти кажам, дури ми се допаѓа, еве, во модерната хрватска публицистика веќе никој не нарекува НДХ независна држава Хрватска, тука е велат НДХазија. Затоа што пречи, знаеш, кога ќе оптеретиш нешто, Апсолутно. со така. И Исто сега така ние дозволуваме на еден фашист, очигледен фашист, и по ставови, и по оператива. Да, Тој- се согла... Не, но пази, она што мене ми пречи е самоволието. Значи, во ред, но има тука некои институции во држава. На самоволието на институциите се одговара со самоволие. Сакаш да кажеш дека Сега ти ги- самоволието е Не, што јас- институцијата тргнува јас против негативни само- одлуки? Јас само ти ги цитирам оние кои ги фарбаа, ги кршеа и ги палеа институциите за време на шарената револуција. Ама ја и тоа го И се осудувам. повикувам на нивната задужбина дека во Македонија секој може да се ја земе правдата во своји раце кога гледа дека институциите не ја земаат правдата во своји раце и да постапи она како што мисли. Не, ама не може така. За да ги спаси институциите. Ама нема така, Липчо, така Па се сега- разара целиот систем, нема така. Е, па, добро, Ама нема. меѓу Така, другото, целиот систем така се разара. секоја Што правиме акција, после? секоја акција има своја Не можеш реакција. така да зборуваш. Значи, Нема не, види. секоја акција, закон на физика, ни донесоша, така Но ни дојдоа на власт. Ние еве не. 4-5 години Реакцијата- реакцијата- не тортурираат како Добро. сакаат. Веројатно треба малце ова Да. со Реакцијата е да се каже, да се седне со тие таму и да им се каже може да има бугарски културен клуб, нека се вика бугарски културен клуб. Како сака нека се вика, има толку бугарски поети, Чекај писатели, малце. Еве, уметници и така натаму. Ако сакате малце да зборуваме за варваризмот, Артан Груби беше човек кој рушеше Не, црква само да кажам. на Кале. Значи, варваризам е... како е дозволено? Варваризам е отварање на клуб. Може човекот што го запалил клубот планира да стане вице-премиер. Го среди примерот на Артан Груби. Артан Груби е оној кој палеше црква на Калето, не беше тоа во антиката, нек ни Се беше. сеќам. Значи, може овој битолчанецов на точак, како што викаат, што хладнокрвно си го запалил, си ја запалил вратата на културниот клуб, може човекот има амбиции да биде И вице-премиер. мора ти кажам и во правост, значи има контроверзија околу целта. Се тоа се случува пред оваа Генчевска да дојде во Македонија. Се случува кога опозицијската ВМРО ДПМН има настан во Битола, па веројатно сакаат некако да ги тоа ли? Овде значи. Да, многу индикативно, многу густа приказна, еве така да ја наречам. Па уште на крајот излезе нешто дека ги приближиле ставовите, не де Боже, мислам, Глупости. што тоа ми Инаку фали. Ивица, ајде да Ајде. ја смениме темата со Абе, како ќе фашистичкиот смениме клуб. темата, тука е- Веќе премногу простор му дадовме на фашистичкиот клуб. Се надеваме дека институциите ќе соберат храброст и дека ќе го избришат постоењето. Не, Ванчо Михайлов не сме да биде тој клуб, на тоа- Ванчо тоа го Михайлов. зборевме, да. Бугарите во Македонија имаат целосно право да имаат културен клуб со име на културен работник. Абе, чекај малце се. Уште една работа што ми пречи, мора да ти кажам. Значи, почнавме да зборуваме за бугарите од Македонија како да се Па добро бе, 3000 души се Ама на добро во рете, меѓутоа, Океј. чекај бе. Кој има една од проблем во најмалите Македонија? заедници во Кој има Македонија? проблем во Македонија да е бугарин? Никој. Кога некој имал проблем овдека да е бугарин? Никој. Чекај, СФРЈ, така, се сеќаваш? СФРЈ имаше ли бугарска народност? Имаш.
Имаш ли таа бугарска народност во Босилеград, Димитровград, во Србија, школи, гимназии на бугарски јазик? Имаш. Па како тогаш не ми јасно. Имаше ли знаме на бугарска заедница на Југославија? Имаше. Не знам, тоа... Бугарското знаме со југословенската петокрака на средина, тоа беше еве ти. Италијанска имаше заедница такви и тој има знаме. Да знаеш. Овако. Од каде се го вие глупости сега? Боцевски, додиме на втората тема затоа што Да. полека губиме време во овој наш соло тенис, затоа што ќе дојде нашиот гостин за некои 15 на минути. Вчера во Белград имавме ситуација во која како се викаше Порфирие, Порфири на македонски Порфири. Добре, јас на српски Порфирије, патриархот српски му издаде томос на Значи Српската православна црква издала томос, така? на дедо Стефан и Димитар Ковачевски, кој претходно тврдеше дека он го издействувал томосот, вчера не даде честитка за томосот. Стево Пендаровски, кој тврдеше дека он средил да се признае македонската црква, вчера пак не даде никаква, како да кажам, не го честита овој подвиг. Никој од македонскиве политичари од власта вчера тотално игнорира. А веројатно беа зафатени издавајќи осуда на палењето на бугарскиот културен клуб. Не. Веројатно одработуваат за фанар. Мислиш дека им пречи македонска православна црква? Па ако им пречи македонска православна црква, не заслужуваат да бидат раководители на оваа Кога си ги земја. чул тие луѓе да го употребат терминот Македонија? Охридската архиепископија што ја спомнавме или може да биде македонска, поинаква не може да биде. Затоа Ако не е македонска, не е наша. вчера србите направи еден гениален црковно-дипломатски подвиг. Се ослободија од вината, го издадоа томосот и рекоа на Македонската православна црква: вие напишете си како ќе се викате. Ние не сакаме да се мешаме во тоа. Не, меѓутоа издаден е томос како македонска православна црква. Да. Да. Сега. Па значи заврши, готово. Фанариотската пропаганда во Македонија. Република Македонија. Вчера имаше еден како да го наречеме обид да покаже дека тој томос не значи ништо, дека нас ни е потребен томос од Вселенската патриаршија, што не е точно, тоа е папизам. Заради такви глупости да одлучува Вселенскиот патриарх за македонско-српските работи, православните си имаат од католиците одвоено, затоа што во православниот свет нема папа и сите патриарси, архиепископи, Не, сите владици. сите владици си се еднакви, он е прв меѓу еднаквите, тачно. Да. Ама е прв меѓу еднаквите, не е човек што носи одлуки, така што СПЦ е тако и И треба нас тоа да не забораве, ако гледаш чисто теолошки, он е прв меѓу еднаквите додека римскиот владика не се врати во мајката Да. црква, тогаш римскиот владика ќе биде прв меѓу еднаквите. Да, он ќе биде ист како дедо Стефан, кој ќе се врати римскиот папа Да. во православието, кој Да. ќе рече: неќам ја ова Католицизмот. католицизмов, дај да пуштам брада, се е модерно да се носи брада. Ако се врати римскиот папа во православие, тогаш он ќе биде прв меѓу еднаквите во право си, но како прв меѓу еднаквите, тој нема никакви ингеренции врз база на помесните цркви. Ингеренциите си ги имаат исклучиво секој владика си Добро, за себе. добро, че не навлегуваме тоа. Македонската Значи, православна да. црква канонски произлегува од Српската православна црква. И Српската православна црква е таа која нас може да не осамостали, и тоа се случи вчера. Добро да заврши таа приказна. Заврши таа приказна. Ама сега види, искрено да ти кажем. Заврши еден проблем во македонско-српските односи. Сега се отвара нов проблем во македонско-грчките односи. Па види се, 100 пати ли рековме, таа црква е на плеќите на македонскиот народ, на желбите, на сништата, на културата на македонците. Во таа црква македонците се крстат, се венчаат, се погребуваат, така? Додека македонскиот народ сака да се одржува таа црква ќе постои. Не е не знам- дека Вартоломеј сака. Не знам дали виде, имаш еден прекрасен прилог таму на овие Fox телевизијата од Детройт. Добро. Имаше една снимка од македонската црква од Детройт. Интересна работа. Таму кажа дека црквата има околу 2000 членови, а има околу 40.000 македонци во околината на Детройт. Ворете тоа, меѓутоа членовите значи дека тие луѓе таму партиципираат со месечна членарина и така натаму одржуваат службата,
црквата му даваат пари на па плата сега му даваат Вартоломеј сака он да си ги земе Па тие не цркви. може, бе. Мислам, како тоа? Сега, луѓето отишле во Америка, отишле со една бовча, со едно куферче, така? Направиле таму Направиле црква, таму од своите скромни средства, тие таму не биле милионери, и ден денес не се милионери. Од своите скромни средства во кажи го во Детройт, како работници во автомобилската индустрија на Америка, работници колку пари да земаат, сигурно им се прелева. Меѓутоа, од своите скромни средства извојувале да направат црква. Сум бил таму. Љупче, многу убава црква е таа. Се вика Света мислам дека се вика Пресвета Богородица. Главно вратничани ја имаат направено од село Вратница Тетовско, меѓутоа и од другите краишта на Македонија, од Ресенско, од Скопје и така натаму што се тамо. Имаат покрај црквата, од другата страна имаат еден поголем како културен дом што го користат за свадби, за концерти кога доаѓаат луѓе од Македонија пеечи, за настап на кога викаат од Македонија од лица. Гледачите само не поправат и плочата на загинатите кај Карполак исто од Дуи е искршена. И тоа тоа сакаме да... Значи, и тоа е варваризам ама невиден. нема на власт сакаат бе ти од битола да дојдат што го запалиле објектот, легитимно право има Ама да не дојдат може на власт. така да се... Па сега гледаш дека функционира Да, ама видели што се случи со држава која тие што ги шара институциите дојде на власт. Ги погани од надвор институциите, ги погани од внатре. Име без смени будалана. Се извинувам на гледачите и на слушателите, емоциите излегува од мене. Кога сме кај веќе споменатиот, тој беше дел на прославата на роденденот на Дуи. Еј, заборавивме на тоа. Еден викенд, 2 дена не нема, гледај колку работи се случува. Значи 2 дена не нема будно да ве следиме, решивме да одмараме и видите колку све што направија. На прославата на Дуи, инаку, беше присатен и Димитар Ковачевски, и Зоран Заев. Во неколку наврати му запалија цигара на Али Ахмети. Тука беше и Талат Џафери нормално. А кај беше прославата? Негде беше у некој парк, не знам, не видов фудбал. Видов дека Талат пиеше джус. Тоа ми е малку така Добро, зелена агенда. несвојствено. Сега, сакаш да кажеш неферментиран сок. Неферментиран сок. Добро. И тоа е по ферментираните повеќе сокови. Чудно беше. Чудни беа две работи. Прво дека сите отидоа таму и дека му се поклонија на Али како да е врховно божество, тоа е очигледно и се види од снимките, но тоа е и очекувано, затоа што да не е љубовта на Али кон нив, они нема да бидат власт во оваа земја. Така што Али сега си го валоризираше својот рекет однос кон власта и овие сите му се поклонија. Тоа е прво. Второ, и ни помалку важно, но многу интересно, е што Дуи постојано глуми политичка партија која е продолжена рака на Соединетите Американски држави во Македонија. Партија која работи исклучиво што ќе кажат американците, партија каде што буквално има, како да кажем, отворена карта да прави што сака од американците. Во многу наврати реално сумневавме дека е така. Затоа што ја 3 примери кажав на варваризам на Дуи, а некој ги остава некој што ги прима. Но она што е клучно е дека покрај опозицијските лидери, Христијан Мицкоски Зиедин Села, не знам од Беса дали беа, не навлегов до толку, на роденденот на Али Ахмети не му отиде ни американската амбасадорка Кейт Мери Бърнс. Тоа е силна порака кон Дуи, особено затоа што истава оваа амбасадорка во неколку наврати истакнува кој е главниот проблем во македонското општество. Не мислиш на корупцијата? Тоа е корупцијата, а символ на корупцијата во оваа држава покрај СДСМ, Вице, ЗОКИ, СЈО Дедонаум, символ за криминалот и корупцијата во оваа земја, за жал, или за среќа и Дуи. Така што ова е многу цврста порака кон Демократската унија за интеграција, особено ако се има предвид дека веќе стануваат тежина на западната дипломатија
во Македонија, затоа што главната стратешка определба на западната дипломатија овде во овие моменти е Open Balkan, а баш некако да правиш Open Balkan со овие баш малце и комплицирана задача. Тоа бе види. Се на крајот на криштата веројатно станува збор за пристојност и за добар вкус, во смисол во кое друштво треба да се движиш. А во однос на тоа, знаеш, многумина не сакаат да се социализираат со оние што ги одработуваат волканите работи. Не го заборај тој момент. Да, Гадафи беше еден од тие кои ги правеше. Не, Гадафи беше со сите се, не само со Балканите. Да. Гадафи беше и против Америка, па едно време се здружија после 11 септември, па на крајот заврши како што заврши, меѓутоа пак да Режи, ве молам проверете дали е стигнат во однос на нашиот Дуи, гостин. единствено што можеме да кажеме е дека знаеме како се роди, од каде израсна таа партија и она што ќе кажам, значи од сите луѓе на Балканот кои што го нарушија мирот на граѓаните на поранешна Југославија, единствено Али Ахмети и неговите не добија судско процесирање во меѓународните судски инстанции. Значи, тоа да не го забораваме. Секој оној, од Вардар па до Триглав, како што велеше песната, кој што го наруши мирот на граѓаните на поранешна Југославија, на еден или на друг начин беше процесиран во Меѓународниот суд за воени злосторства во Хаг или во она што остана како го вика тоа, како резидуален инструмент во Хаг. Само Иса, да. полека да одиме со реклами, затоа што нашиот гостин е веќе пристигнат. Со гостинот ќе разговараме за се, но првенствено ќе разговараме за економските прашања, затоа што е професор по економија, а ние денови вака кога одиме у маркет, сите генерално имаме проблем со економијата. Ајде. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за буречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Секогаш и секаде со само еден повик, Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070 250 857. Сакаш да станеш милионер? Нова супер акција во Sport Life. Собери најмногу тикети со еден промашен натпревар и освој 1 милион денари. Акцијата трае од 19 април до 16 мај. Вашиот тикет вреди повеќе. Во Sport Life. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070 282 245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Кога авантурата те повикува, биди подготвен. Опреми се во SkyMoto. Се за тебе и твојот мотор. Топ брендови, најповолни цени. Ен заштитен, ен скуткан од глава до пети. Опреми се за авантура во SkyMoto. skymoto.com.mk. Горе, на втори во Бисер, во Аеродром. Утринско кафе, опуштен попладневен муабет, секој вторник бенд, а секој викенд уживанција со блуз и рок. Фатете го вашето лонгплей место и препуштете се на мигот. И удрете по некое пиво. Лонгплей кафе, Бисер, Аеродром. Лидер FM 107,4. Лидер.мк.
Време е за утрински ринг. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ова утро со нас е професорот Јован Пејковски, професор по економија на повеќе факултети и универзитети во моментов во пензија, инаку и подпредседател на Социјалистичката партија на Македонија. Пејковски, вака да бидете социјалист и економист во денови во кои одат дневно цените по 30 по 40% во маркетите, баш и не е лесно да се издржи. Па не е лесно, ама искуството што е стекнато со тек на време, знаењето што се поседува и ориентацијата кон народот е основна се она што значи градење на одредени ставови, на одредени мисли, на градење на она што е потреба во оваа држава. Иначе јас сум еден од основачите, односно бев шеф на кабинет на првиот председател на Социјалистичка партија, тогашен Киро Поповски, и сум сведок на сите ненастани што се случува. Тогаш бев во собрание, потоа отидов на факултет, односно во владата, повеќе работни места има сменето и сето тоа искуство акумулирано па дава знаење кое што може да биде употребливо во насока на градење на одредени ставови. Затоа што ние како новинари и како емисија должност ни е првенствено да му служиме на народот. Така. Ние сме народни слуги од најеклатантен вид, иако во Македонија новинарите се поише олигархиски слуги. Но како слуги на народот мораме да ве прашаме како е можно да се случат вакви ценовни поскапувања, научно да го објасниме ова што се случува по маркетиве, на бензинскиве, во секојдневното живење, тоа прво, и второ, кој е крив? Затоа што тие се две прашања кои веројатно секој оној кој овие денови се соочува со ценовните шокови, веројатно си ги поставува себе си овие прашања. Ајде да тргнеме од дефиницијата. Инфлацијата е општ пораст на цените. Инсистираме на тој збор општ. Што значи кога сите цени се движат нагоре. Овдека настана одредени процеси кои влијаат на оваа појава, а инфлацијата може да биде различна, може да биде умерена, може да биде слаба, ниска, висока, хиперинфлација и така натаму. Значи оваа држава имало различни видови на инфлација. Да подсетам на поранешна Југославија, кога се распаѓаше државата и кога стасавме до инфлација од 2000%. Тоа беше огромна инфлација, па парите добиваа по 3, по 4, по 6 нули. Луѓето уште, оние постарите ги памтат кога оде на пазар, па кога ги прашува продавачите, во милиарди беа изразени цени. Да, знам, баба ми му викаше на татко ми дека имал 1000 милиарди плата. Ја мислам дека татко ми е некој валја најбогат човек у свет. Да. Ама значи се уште од тие номинални печатени пари чувам како урнек, како показател, што значи кога ќе тргне таа хиперинфлација. Значи инфлацијата е појава која што како феномен настанува после одредени сериозни нарушувања во економијата. И затоа треба да се внимава многу. Главен и одговорен фактор во државата за стабилноста на цените е Централната банка во секоја држава. И оттаму водењето на монетарната политика претпоставува дефинирање на растот на цените на почетокот на годината и усогласување на тој раст со растот на буџетот. Значи постои еден микс на фискална и монетарна политика кој што треба да биде усогласен. Во овие научни теории постојат различни пристапи како да се стабилизираат цените, како да се одржува количество пари во оптек, или пак како некоја држава тргне во војна, како што се случува, да почне да печати пари, а завршува таа војна со инфлација, хиперинфлација. Германија. Да, постојат повеќе теории. И сега што е одврти спиралата на инфлацијата кај нас? Кај нас се донесе Што предизвика стабилизациона политика. Јас се враќам сега за 90-тите години. Сега, ова последнава. Последнава има исто повеќе фактори, повеќе елементи. Добро. Настана пандемијата. Знаеме дека таа бараше зголемени финанси од страна на државата за да се пари им се стабилизираат сите тие текови, да се импактира средства кои што ќе значат запирање на оние неповолни трендови, затварање на предпријатија, умирање на луѓе, барање на лек
вакцини и така натака, и сето тоа предпостави зголемени трошоци. Секоја влада настапи со зголемени трошоци со цел да го реши тој проблем. Тука најмногу Соединетите американски држави кои што печатеа трилиони, 5,9 трилиони долари. И таа држава како водечка во поглед на користењето на доларот како меѓународно средство за плаќање создаде еден балон. Зборувам се уште за пандемијата. Целта беше народот наместо да троши со цел да се оживее економијата малку. Така е, со цел да се вложи во оние нарушени текови кои што го поремета глобалното тековно движење на економијата. Зборуваме за глобализација и во таа глобализација настана пореметување. Видите, се уште се присутни. Микрочипови нема доволно за производство на возила. Одредени суровини стана дефицитарни. Во одреден период храната започна да поскапува и горивото, односно цените на нафтата. Она што се случи во Украина, со Русија, пореметување на светскиот пазар и како придонесе тие текови на глобално ниво да имаат влијание во секоја земја. Македонија но увозно... тука и не домакинското работење. Само да довршам, Македонија е увозно зависна држава, во која што поголемиот дел од суровини и енергија на најголем дел се увезуваат и оттаму прашањето е како таа глобална инфлација, глобално влијание да се амортизира. Но мора да се додаде дека точно, вие убаво спомнавте, и домашната инфлација и домашното работење настанува на база на инфлациони очекувања. Че секој од компаниите кои ќе слушне дека утре ќе се зголеми цената на нафтата или на горивата, на струјата, на лековите, си ги антиципира тие проценти на пораст и ги вградува во цените на своите производи. И така почнува да се зголемува тој инфлационен балон кој што расте и во еден момент настанува надвор од контрола, пука, а со самото тоа пореметувањата стануваат многу големи кои можат да доведат до нарушување на уште поголемите текови не само на глобално, туку и на национално ниво. Професоре, дојдовме ли до таа точка кога уште не сме дојдени до таа точка, но ако не се преземат мерки, ако не се преземат сериозни зафати, вклучувајќи и некакви си антиинфлациони мерки, стабилизациона програма, мерки кои што ќе значат ограничување на одредени непотребни трошења, одиме во насока на една бездна. Еве, например, само годинава потрошиле 6 милиони евра на службени патувања. Па видите, во владата. Некои од тие патувања се неопходни. Присуство на меѓународни настани, меѓународни овие форми кои што мора да се биде присутен како држава, дава обврска на државата да учествува на тие настани. Секако, дали ќе се користи... Тоа кошта 15-20-50 евра. Да, ама дали ќе се користи државен авион или ќе се оди со комерцијален лет? Така, или комерцијалниот лет, прва класа или втора класа. И тука имаше министри кои што се фале, еве, јас сум во прва класа, ама сите други... Да, на Инстаграм имаше такви работи. Имаше и такви работи, но тоа да речеме минорен дел. Што е главниот дел? Главниот дел настанува кога државата ќе се насочи не кон продуктивни, туку кон непродуктивни трошења. Кај нас се случи тоа, видите, секоја година кога имаше проценки за буџетските расти, за растот на економијата, на GDP-то, односно бруто домашниот производ, се кратеа инвестициите, односно капиталните вложувања. А сето тоа значи ограничување на растот на економијата. Нашата економија има подниво на раст, кое што гарантира стабилност. Проценките дека ако бруто домашниот производ расте со околу 5%, се јавува стапка на одржливост на растот и абсорбција на новостасаните генерации, нивно вработување, односно користење на човечкиот труд и на ресурсите. Но ако е под ниво на тој раст, а кај нас знаеме околу 2%, максимум до 3% е раст на бруто домашниот производ. Во последните години. Во последните години. Имаше години кога беше 9, 6. Имаше точно, но тоа беше резултат на сериозни инвестициски зафати, на користење на сите ресурси и на привлекување на странски инвестиции. Вие гледате колку тие странски инвестиции влијаат на промената на структурата на економијата. Да го видиме, да речем. И исто продолжува таму, кај нас за жал таа динамика се успорува. Ги има, но не во онаа динамика, во оние очекувања кои што беа најавувани во програмите на партиите. Се што е под 5%, доколку добро ве разбрав, лошо влијае на економските очекувања. Точно,
настанува тоа така наречено неискористување на факторите на раст, на факторите на развој. Сите тие фактори на развој влијаат позитивно или негативно. И сега видите, ако одредени политики на државата се насочат кон продуктивно ангажирање, кон инвестиции кои што значат раст, развој, ангажирање на сите расположиви ресурси и човечки и материјални, ако сето тоа е поттикнато, поддржано, дали со домашни инвестиции, поддршка од банките, од странски кредити, сето тоа создава една благопријатна економска динамика, што позитивно се одразува на вкупните економски текови. И обратно, ако наеднаш во текот на годината се јават такви пореметувања од типот на блокади, ембарга, пандемија, многу тешко е да се менаџира кризата. Има влади кои што си формираат кризен менеджмент и успеваат со тој кризен менеджмент да ги надминуваат овие проблеми. Кај нас власта е некако, да не речам, раштимована, имате влада во која што министрите не одговараат на оно што ги назначил на парламентот, односно на премиерот, одговараат на партиските лидери и нивната политика се насочува пред се кон оно што е програма на партијата, а помалку за оно што значи интерес на државата. Ќе ве вратам малку, иако неочекувано можеби од вас и од вашите гледачи, ќе ве вратам малку на еден теоретски дел, затоа што мене, како се вика, економија ми е хоби, штета не ми е хирургија. Па може малку полесно вака да поминеме. Истражував, односно читав едно дело на врвниот светски економист Томас Piketty, еден од најдобрите економисти на денешницата. Capital of the 21st Century, на македонски преведено Капиталот на 21 век. Централната теза на Piketty е дека кога стапката на профит, rate of return на англиски, е повисока од стапката на економски раст, затоа што и rate of return може да се пресмета, ќе се види колку во профит се нели бруто сите компании во државата, кога стапката на профит на компаниите е повисока од стапката на економски раст, на долг рок тоа значи дека се случува поголема општествена нееднаквост, односно дел од популацијата, оние богатиот дел од популацијата го акумулира капиталот многу повеќе на сметка на овие кои се повеќе осиромашуваат. Постои ли параметар некој во Македонија да го измерил овој однос? Ајде се надоврзам. Томас Piketty е стварно гениален автор, кој што вели дека 1% од популацијата управува со половина од богатството на државите. Ги дава примерите во последните 200 години како се случува и како таа... Да, уште од 18 век ја прави и како таа акумулација на капиталот прави нееднаквости. Тие нееднаквости всушност ние како партија ги укажуваме и очуваме. Секогаш е со народот, е малци политичка пропаганда за социјалистичката партија, но тие нееднаквости мора да се променуваат. Се залагаме за нов општествен договор. Што значи тоа нов општествен договор? Не оние општествени договори кои што во форма постоја во претходниот систем, туку договор во кој што ќе се направи прераспределба на богатството. Точно тој повраток на капиталот или капиталното збогатување на одредени поединци кои што го имаат наследено или стекнато по разни основи тој капитал, всушност само го дуплираат, го збогатуваат, а поголемиот дел од популацијата осиромашува. Да подсетам, во пандемијата, иако се зборуваше дека народот губи, всушност имаше одредени категории луѓе кои што и текако се збогатија на пандемија. Безос, например, со Амазоните. И Безос, и фармацевските компании со производство на се и се што, и гледате продолжуваат сега со таквите атакувања. И само да докажам за Томас Piketty, и неговата тенденција, неговите укажувања беа во голем дел од либералните, односно неолибералните економисти осудувани дека еве го новиот Маркс. До таму го споредува, но тој реално со показатели, со бројки докажа дека ваквите незгодни пореметувања водат кон распад на општеството. И сега вие го поставите прашањето дали тоа го има во Македонија. Се мери, но индиректно се мери преку оние мерила на
Нееднаквост или нееднаквост, Джини индексот, индекс на сиромаштија, односно се проценува дека околу 21% во Македонија се сиромашни граѓани, но тоа го збогат оваа пандемија и овие пореметување, инфлацијата оди скоро до 30% веќе, расте сиромаштијата. Джини индексот, коефициентот на Македонија е во огромен пат надоле. Не, треба да е раст нагоре, ако е добро. Во огромен раст, Джини индексот на Македонија изнесува 33. Значи, еве да бидеме вака од прилика со кои држави сме на слично ниво. Со Ботсвана. Со Нигерија. И Нигерија. Со Никарагва. Да. Со Бразил, кој дури малку и повеќе има Бразил од нас. Но да речеме подобри перформанси, верували или не, од нас покажува Пакистан. Јас знам дека често пакистанци оние преварантски мејлови ги праќаат и дека не, само да знаеш дека Бразил има и термин се вика бразилификација на едно општество, кога нееднаквостите стануваат преизразени. Меѓутоа, во последно време ти има дел политики кои што настојуваат малку да го ограничат. Да речеме, еве, чекай, само потрагичен е Джини индексот и тоа е разбирливо затоа што имаш екстремно богати и екстремно сиромашни во една Јужна Африка, да речеме. Да. Но тоа земја што има дијаманти. Не, таму има и разни разлики околу тоа и така натаму. Но само да се вратиме, убаво е почнавме оваа тема, професоре, затоа што нееднаквоста во Македонија заборавивме. И тука додека, например, додека траеше штрајкот на просветните работници, со Љупчо често дискутиравме дека во Македонија заборавивме работничката класа. Значи, минатата до 1991 година така. Open Balkan термин е 1000. Во уставот нели се повикуваше оваа држава на работниот народ. Каде исчезна работничката класа? Се уште се извинувам, ќе ве прекинам само мало на дотов. Нас се уште во уставот не стои дека Македонија е социјална држава. Точно. Меѓутоа нели имавме пролетари од сите земји, обединете се. Сега стигнавме до пролетари од сите земји. Што понатаму? Не штрajкувајте. Не штрajкувајте. Видите, штрајкот е веќе израз на немоќ. Да подсетам, штрајкуваа и универзитетските професори од УКИМ кои што 10 години имаат замрзнати плати. Професор, ако не е тена, колку е плата на редовен професор на државен универзитет? 39.000. 39.000. А раководител на одделение во министерство е 39.000. Молери поише заработуваат во Македонија вака. Затоа е веќе она незадоволство, ако вие нарушите односи во образование, ги демотивирате луѓето што работат во образование, се едно основно, средно, високо, да бидат посветени на едукација на идните генерации. Ако човечкиот капитал не се гради, не се едуцира, не се способува, на долг рок државата губи. Тоа се случува кај нас. Очигледно, со реформите што се случува во образованието, со разни, како би рекле, претумбации, експерименти, воведување на образование што не е специфично на ова кај нас, па дури и болонскиот процес што се воведе се смета како еден недоволно прилагоден на потребите на оваа држава, односно на државите кои што се со претходно подготвено подобро образование, и сето тоа упатува дека незадоволството и кај образовните и кај другите структури ќе расте. Имаме појави кои што кај нас можат да се наречат инфлациона нееднаквост. Ние зборуваме за инфлација, но не сите популација, сите луѓе ги погаѓа таа инфлација подеднакво. Најмногу ги погодува сиромашните. Тие и понатаму длабоко сиромашуваат. Што значи инфлацијата? Рековме, општ пораст на ниво на цени, но тој општ пораст на ниво на цени е еден вид скриен данок. Луѓето и плаќаат на државата преку обезвреднување на парите. Вие ако имате 1000 денари, денес ако инфлацијата е 10%, утре имате 900 денари. Значи помалку за 10% оноко колку што е инфлацијата. Кај нас инфлацијата се мери. Често ги гледаме оние слики дека всушност со 21.000 денари просечна плата во Македонија сте можеле 1,5 пати повеќе гориво, брашно, зејтин да купите. Тоа се вика куповна моќ на парите. Куповната моќ на парите се намалува значително заради инфлацијата. И повторно инфлацијата е таа која што рековме ги нарушува тековите. Професоре, тогаш нас сите финансиски институции во Македонија не убедуваат дека
Па не е толку трагична инфлацијата, не е висок растот или си ја менуваат равенката. Јас се ова веќе Вака ќе ви објаснам. не разбирам. Јас ја гледаме ние инфлацијата споредбено во маркет и во джеб, нормално нема подобар економски индикатор од нашиот джеб, а тие велат па ништо страшно. Нема инфлација. И постојано го повторуваат стапката на инфлација е очекувана, ниска, стабилна и така натаму, увезена, но во пракса кога ќе отидете во маркет гледате дека таа стапка на инфлација е огромна. Еве споредете ја куповната моќ 2017 и денес и ќе ја видите таа инфлација. Така е. Таа инфлација всушност се одржува како резултат на несклад помеѓу понудата и побарувачката од една страна и инфлационите очекувања од друга страна. Ако понудата и побарувачката се во една динамика на непрекината трка, на еквилибриум. Еквилибриумот се постигнува на ниво кога стоковите фондови се еднакви на паричните фондови. Да, кај нас во Македонија еквилибриум мислам дека е кафана, инаку, а еквилибриум е еден битен економски поем. Рамнотежа. Што да рамнотежа, што веројатно газдиве на кафана не ни знаеле како е крстил. Но во секој случај непостигнувањето на таа рамнотежа создава простор за инфлациони очекувања, кои што рековме, ако се вградуваат во цените на производите, се прави една спирала која што постојано само се движи со зголемува нагоре. Сега има ли спас од ова? Има. Неколку пати во оваа држава имало такви појави на зголемени инфлациони движења и сега прашањето е која е тенденцијата? Дали се забрзува или се преземаат мерки кои што ќе значат запирање на инфлационите очекувања или нивно барем благо помекнување и забрзување на економијата која што може да подигне растот на... Ајде идеме поред, професоре. Прво, зошто владата ги укина мерките што самата ги воведе за облажување на инфлацијата? Па не би можел да кажам, треба владата да прашате. Велат дека наводно проблем е со приходот. Приходот се распределува и се прераспределува спрема буџетот кој што пак владата го има скроено, никој друг. Владата го предложи и се залагаше, но таму стапката на раст беше преценета, високо поставена. Тоа го зборувавме уште лани кога беше предложен буџетот, така. И таа висока стапка прави привид дека може да се создаде зголемен обем на приход во буџетот кој што ќе ги покрие трошоците на сите категории корисници на буџетски средства. Но, што се случи? Повторно имаме влијание, екстерни влијанија, блокади, војна и сите тие влијанија действуваат во насока на запирање на одредени процеси, губење на пазари. Видите, Македонија губи пазари како резултат на овие поредувања. Да, рускиот пазар веќе го изгуби, да. И украинскиот. Ама не само, не е проблемот што ние го губиме за извоз. Ние не произведуваме кој знае колку. Ние јаболката можеме и во Полска да ги продадеме. Како бе најголем производител на јаболки во свет? Во однос на добро во Чешка, пример кажувам, во Италија, можеш да најдеш пазар. Не е многу големо производството наше. Проблемот е што ние увозно ги изгубивме овие пазари. Кога говорам увозно, тоа е на пример излегува Свето Јаневски и кажува дека цената на килограм картошија откупната цена ќе се движи помеѓу 12 и 16 денари, зависи од малигани, а ѓубривото, инаку Русија е 90 и не знам колку посто таму од ѓубривото во светот го произведува, затоа што се потребни тие реагенски си кои ги има таму. Ѓубривото затоа што еве сите воведоа санкција на Русија е отидено пута 3, пута 4 на во земјоделските аптеки. Така што сега имаме ситуација во која што во многу случаи, кај грозието особено, производствената цена ќе биде повисока од таа што ја продавате на пазар, во винаријата. А па на тоа кој ќе додадете и гориво, кој ќе додадете се живо, и тука е проблемот увозниот елемент што ние не можеме да увезуваме по ефтини цени. Така и затоа се притиска да домашните производители го поднесат овој товар на зголемени цени на увоз, а со самото тие одат во загуби наместо во доход, а се формира фонд за поддршка на земјоделието, фонд за вино, фонд за тутун, кој што е една компонента што треба да ги амортизира овие неповолни влијанија, но очито и тука без парицата и оскудацијата што ја нарекуваат луѓето
влијае на недоволно преземени мерки. Вие добро посочивте зошто владата ги укина овие. Да. Точно проценките се дека до сега беа потрошени големи средства. Тие големи средства до овар дел беа позајмица од надвор, задолжување, но за тие пари немаме увид. Што, како, каде се потроши. И каде завршиле. И каде завршија, што значи создава еден сомнеш. Сомнеш кој што е реален, се дека не се даде отчет каде завршија толку многу средства. Гледаме долгот кон надвор се зголеми, а од друга страна пак ребалансот што се најавува е дека 76 милиони евра ќе бидат наменети за наменски одредени субвенции, но не за сите, како што беше досега со мерките, туку за одредени социјално загрозени категории. Што значи тоа, професор? Што значи Реалност? тоа? Владата повторно со своји одлуки допрва ќе одлучува како и кого ќе го субвенционира и колку ќе може да помогне. Но морам да кажам дека тие средства во однос на претходно доделените средства се помали. Значи нема голем маневарски простор да субвенционира и да помага во сфери кои што и те како ќе бидат погодени доколку инфлацијата проложи. Значи се е тоа ако од друга страна владата вели нема да биде толку инфлацијата, веројатно ќе се направи некаква стабилизација и на светски рамки ќе почне да паѓаат тие инфлациони очекувања, иако тоа не го потврдува. Видите Германија како има инфлација, Франција, Италија, па дури една Америка која што има значително зголемување на инфлацијата. Тука кажавме сега дека цената на маслото за јадење отишла над 30 и кусур % во Германија, а на брашното на 20%. Да. Што ќе рече дека сигурно и кај нас шокот уште повисок е кај нас, те текнува колку Да, но знаете како е, колку е во Германија ако заработува еден платата е различна. 2.500 евра, а му отишло од евро и пол на 2 евра маслото, а вие ако заработувате 400-500 евра во Македонија ви отишло од 2 на 4 евра, разликата е многу различна. Знаеш како она? Точно. Инфлацијата различно се одрази на двете општества. Да, куповната моќ е различна и вредноста на валутата е различна. Меѓутоа вие со 400-500 евра нема да влезат во ранливи категории на кои што ќе владата ќе им дава помош. Па нема да влезат, тоа е проблемот. Тие како ќе почувствуваат последиците? Тие ќе почувствуваат последиците од инфлацијата затоа што нивните доходи ќе се намалуваат, осиромашуваат. Па се дојде во прашање опстанокот. До кое ниво може државата да ви влезе во джебот и да ви ги земе парите преку инфлацијата? До безвест. Што значи тоа? Пореметување. Го спомнавте Бразил, да ве потсетам, Бразил, Аргентина, овие јужноафрикански држави имаат по 300, 400 до 700% инфлација на годишно ниво. Како обстојуваат? Постојано со мерки, со социјална политика, со ублажување на оние категории население кои што се најпогодени од инфлацијата. Така да овде претпоставувам тоа што го најавува владата е дека ќе ги таргетира овие социјални категории кои сега се под Министерството за труд и социјална политика. Тие се земаат по 5000 денари како корисници на социјална помош, парична помош, нега на трето, субвенции, сите она лепеза, 20 на од видови. економија да отидеме во политичка економија. Добро? Оваа инфлација, ова што вие нас ни го предочувате дека се случува и ќе се случува, може да значи дека целосно уништување на оно што се нарекува средна класа во општеството. Тоа сум јас, тоа сте вие, претпоставувам, тоа е Ивица. Ние сме средна класа. Луѓе кои живеат од плата, не се сиромашни, убаво облечени, убаво најадени. Но оваа инфлација е токму на оној нашиот слој од општеството што немаме средства за производство, што би рекол Маркс, најмногу ќе го погоди. Точно, затоа што поентата е, еве, како компарација на вашиот став. Видите што спрема регулационата комисија, односно комисијата за енергетика, дека повеќе пари за струја треба да плаќа средната класа. Кој повеќе троши, тој ќе плаќа поскапа струја. Ако се греете на струја, имате проблем. Да, ама до вчера беше купите инвертер за да ви иде ефтина, а сега тој инвертер дупло ќе го плаќате. Што значи имаме парадокси во водењето на политика. Што зборува тоа? Нема една конзистентност и постојаност во креирањето на мерките и политиките. Ако до вчера беше за едно општество биде богато развиено, треба да има што поголем пристап средната класа.
пример Германија, Франција, средната класа е тој носечки слој во општеството што го движи напредок. Сегде и Што секогаш. создава кадри, што ги едуцира. И во Соединетите Американски држави средната Така класа е. е тоа. Марк Цукерберг пред да стане милиардер бил дел од средната класа. Бил Гейтс бил дел од средната но имал класа. гениална идеја и имал Апсолутно, предприемнички да. дух. Кај Но нас ако бил сиромашен, никогаш не би можел тоа да го реализира, Така е, затоа што така не е. би можел да стигне до контакти, едукација и така Нешто натаму. забораваме дека некаде до 70-тите, 80-тите години и на западот и во Македонија и работничката класа имаше солиден живот. така е. Тоа Дури е еве, тоа, тоа. мои пријатели од Стив Америка. Джобс е син на механичар. Не, знаеш. еве, мои пријатели од Америка зборуваат дека во 70-тите години, например, тој бил дете на работник во Форд, го споменавме во Детройт, мајка му не работела, била домаќинка, имале поголем приход од соседите, каде што и таткото и мајката биле наставници во основно училиште. И се види, работите тотално се нарушија. Денеска не се сеќам дека било каде во светот ви имате човек кој што како работничка класа може да го има истиот овој статус кој што неговиот татко го имал во 70-тите. Да. И тоа го прифаќаме за нормално. Не е нормално. Значи, економскиот систем се промени, економскиот систем се втемели на една себичност, неолиберализмот внесе една невидена себичност, и сега ние се обидуваме мртовецот, значи тој систем веќе не дава резултати, прави проблем, Да го оживее. не може да го оживееме. Значи, ние мораме да идеме онаму каде што заедницата ќе биде пред себичноста на поединецот. Да, тоа што реков. Иначе, Односно, договор за односно, промена на распределбата на создадените вредности. Инаку И и не- тој богатиот не може да не само му се тоа. распаѓа слик. Не Да, само тоа, да. сега ние не бараме, мислам, барам ја не, сега не, И ја за не вас, барам исто, не да. бараме воведување на социјализам, комунизам, но бараме воведување на општество кое ќе им даде еднакви шанси Така барем е, Така на е. сите. Така е. Праведност, така е. праведност и Така е. социјално влијание. Моделот на еднакви Така е. шанси. Така е, И како- јас социјалната нееднаквост во Скопје, значи, ја гледам многу изразено. Еве се, на пример, видете кога еден универзитетски професор, веројатно елитата на нашето општество, не може, едва може да си дозволи половен голф петка, знаете, а некој кој има некаков бизнис кој не е јасно што работи нешто, тендери зима, тури, претури, натаму, наваму, вози Порше. Има кафана и вози, не знам, кој знае каква кола таму, а овој што буквално го е елитата на нашето општество, вози голф на старо. Тоа е разликата која не може да биде дозволива во едно Нема, општество. тоа го разара општеството, види. Кога е се толкави на еднаквостите, го споменавме нели Пикети. Така. Он вели постои едно ниво, после кое што и покрај тоа што ти формално во устава си напишал дека сите се еднакви. Фактот дека некој може да си ги плати судиите и да не одговара за убиство, Па тоа нормално, затоа а некој е тотално исклучен од целото општество. затоа што платата Да. на еден судија е помала, е далеко од овој. Добри им се плати на судиите. Во ред, да, ама секој од Да не овие зборам, криминалци да. што дилаат дрога може едноставно да му обезбеди секаде во 200 светот е негови така. плати. Секаде во светот е наеднаш. така, меѓутоа платите на судиите сега се добри и критиката од народот за судиите сега држи. Значи, Да, ама веќе Министерството за правда достои предлог за измени на законот за платите на судиите, каде што предлага колебување на овие плати на судиите, што треба да се провери дали е тоа реален предлог, затоа што тие плати повторно би оделе на товар на граѓаните, на даночните обртници. И сега вие имате 8% поддршка, односно 92% неподдршка на оваа категорија Да. суди, и имате предлог кој што се вели дајте, како што во одредени држави се прави целосна ревизија на судските власти, Да. направиме ние една ревизија кој што колку може да сработи, па ако судскиот систем не е во ред, да го Не само реконструираме тоа- од почеток. Што значи тоа? Мене ми се допадна сега и за тоа ќе ме прашаме. Да. Ова што го предложи опозицијата, меѓутоа го предложи само за уставните судии. Например, тие да застанат да се представат пред јавноста, да ги видиме во диалог Така е, со пратениците, така да немаме ситуации како Кати Цјанева кога излезе на телевизија, па цел народ се Ако срамеше. за сакате тоа. во САД, Да. Така ги е. бира судиите на директни избори. Добро, не секаде, не секој. Меѓутоа и тие што не ги бираат на директни избори, мора да пројдат на Да, сослушување да се видат кои се тие. да ги видиме Hearing. кои се. Значи тие, транспарентноста. да. И не само тоа, тие па кога идат на избори, не знам дали знаете, после во Винителиве се фалат
толку трговци со дрога процесирале. Тоа е резултатот од нивната работа. А овие што се врнуве судии па се фалат со трудови, со едно, со друго, значи писмени луѓе доаѓаат, така? И после се гледа кој колку случаи процесирал, колку криминалци осудил, па некој ако некого неправедно осудил се докажало, потоа тоа цела кариера го следи. Кај нас тоа го немаме. Кај нас буквално како да има една завеса и за таа завеса кај нас се дигнува. имаш политички монтиран случај, го спроведуваш тој политички монтиран случај, после те става председател на Уставен суд. И не го забораваме Тоа е во Македонија традицијата. Зборуваме постојано. Половина од кандидатите на Академија судија обвинители деца на судија обвинители. Да, имате. Тоа е ерозијата на вредностите, знаеш. не е нормално тоа. Ивица, тоа е ерозијата на вредностите во општество во кое еден олигарх ужива повисок општествен статус од еден интелектуалец, вие не можете да очекувате правичност. Тоа е тоа. Согласно. Значи, во општество во едно криминалец, најголем дел од тие што ние денес ги гледаме у топ 10 најбогати, кои се топ 10 најбогати? Од топ 10 најбогати 10 се криминалци. И 10 од нив на еден крајно предаторски начин, дали во процес на приватизација, дали во процес на грабање на државата преку тендер или на друг трет начин, го стекнале својот капитал. Нема еден бре идеја да смислил нешто и да станал милионер во Македонија. Од тие 10 најбогати. Значи, имаме такво нешто? Некој вака да патентирал нешто, професоре, па да направи? Не, имаме стартапи во многу, имаме многу честни бизниси и богати луѓе кои се навистина честни. Да. Но, она што е the 1%, што вика Томас Пикети, а тие еден нема таму честен. Еден нема што на честен начин го стекнал капитал. Значи, сето тоа зависи од предприемништвото, но да подсетам, кај нас предприемништвото се доживеа како трансформација на општествениот капитал, приватизацијата, кој што се сведе на тоа кој е по-бистар ќе кари по-богато предпријатие. Ама не кој е по-бистар, по-итар. По-итар, по-бистар и со поддршка од гарнитурата што е. Значи политичка поддршка, така, не е и бизнес. тој ќе биде иден газда, иден богаташ и видите сега прописите, законите не се во градење на една социјална компонента, еднакво социјално општество кое што имаме солидарност, туку во градење на заштитата на таа приватизирана маса на капитал, односно за заштитата на богатите. Видите какви предлози на закони искачаат, точно одат во либерална, односно неолиберална насока, но повторно не во едно општествено уредување на база на кое што знаењето, мерит системот, заслугите, оствареното ќе бидат основ за некаков напредок во општествената скала. Настана ерозија на вредности. Моралните вредности се сведува на кој има повеќе пари, односно кој повеќе здрпил во времето на приватизација и тој е сега најпаметниот, поразбраниот и тој предлага се и се што. Професоре, вие сте долго и во ги следите економските текови и политиката и се сакам да ја поставам едно прашање. Се сеќавате ли некоја шеве на ваков случај, да речеме премиер да турка закон, сега е поранешен премиер, ама еве, уште го турка законот, врзан со тој цветот од марихуана, кој што директно оди во корист на неговите фирми и на фирмите на неговиот брат и братучеди. Значи, јас се сеќам дека во Македонија сме имале страотни случаи на корупција, меѓутоа, вака да се злоупотребува јавниот интерес за личен профит, ја не се сеќам. Еве сега се зборува исто и околу овие фотоволтаиците, дека тука наводни актуелниот премиер е замешан во некои фирми што тоа го работат и така натаму и кај што целиот процес наместо да оди кон фирми како нели овие солар на Добро, сега, на Елон Маск, Ивица, одат. сега да бидеме честни. Зашто? Ова што го прави Таче и тоа што го правеше Заев предходно е де факто, значи, класична корупција, класично создавање на закони за нивно лично Нема, тоа сакам да богатење. Но, јас се сеќавам и на едни други времења кои не беа тако богато, која еден олигарх, сега е нешто приватњак со болница, има проблем со закони, и некои други луѓе се возеа низ Скопје и бираат парцели кај да градат згради. И уште се случува тоа. Значи во нашето општество, се вратиме на тоа. во изминатите 30 години, ова е единствениот начин да се збогати. Не, чекај, ќе се вратиме на тоа. Ама ајде ова. Значи, закон се носи за фирма. Значи вака. Или пак директор на УБК ми стана мултимилионер во државата и нас не тоа окей. Чекај бе, како дечко ти со 1000 евра плата стигна хотел да направиш у Скопје? Некој прашал ли во оваа држава? Сега се извинувам вака, ама
ова се провлекува, таче само ти е совршен екземплар Димитар Ковачевски и Зоран Заев на тој продукт на општеството. Се Сакаш да кажеш на таа инерција на на инерција, тоа си тера и во Македонија се може да биде доведено во прашање, се може да биде ревидирано, освен богатењето на овие квази бизнисмени кои на крајот и се тие кои ги финансираат партиите. Боцевски ме прашавте добро прашање, благодарам на прашањето. Јас имам огромно искуство, бидејќи сум Толку поминал затоа вас ве прашувам. околу 500 седници на влада. 18 години во собрание, 17 години на факултет и така натаму, што значи и практично и теоретски и она што значи поврзаност и спој на тие работи. Во поглед на носење на закон за фирма, да, имало случаи, но тие фирми беа во времето на обсествениот капитал. Се носеше посебен закон за фени. Да Како се за губар. отвори Аха, и затвора. да се затвори. Да. Посебен закон кој што кога немаше струја беше прашањето или фени ќе работи, а Македонија ќе нема струја, или фени ќе мирува, па кога ќе дојде подобри времења, ќе се активира, што и се случи. Меѓутоа дали тоа се следеше во носеше- приватни џебови? Не. Се носеше закон исто и за банките, санација на банки. Стопанска сеќавам, банка точно. се санираше, па се продаде на На грците. грците. Сега, значи се носеа закони за одредени фирми кои што беа и како суштински важни за целата економија на државата, кои се носечки. Овакви за поединечни, за поедини фирми, за поедини лични интереси, не. Не. Затоа што видите, имате тука спој и злоупотреба на функцијата на државата, односно службената позиција што ја поседува одреден функционер во лична полза, односно во полза на неговото семејство. И таквите појави се оседуваат секаде. Ако би се случило тоа некаде во западните демократски држави, тука Тука ќе има реакција на револуција на јавноста. јавноста и принудност да си поднесе оставка. Апсолутно Но- да се повлече од Но политиката. кај нас се сменија околностите. Јас бев во собрание кога беше почеток од формирањето на власта, формирањето, носењето на уставот. Во тоа собрание, зборувам 90-94 година, можеше секој да го искаже својот став. Дори да подсетам во Обштествено-политичкиот собор, тогаш беше тродомен парламент, тогашниот премиер Григорije Гоговски, Бог да го прости, почина Да, Вчера вчера почина почина, со да. за семејството. Инаку он прво премиер, така социјалист, после олигарх. сега, што се случи со него? Тој беше директор на Тетекс. Тетекс, да. Го оформи, работеше како што работеше, околностите се сменија, ги изгуби пазарите, но доби подарок 2 пиштола. И човекот мораше да се правда Во на собрание. седница на собрание за Затоа што го- подарок до таму што заплака. извинувајќи Инаку, знаеш ли се. кој го Видите на- што значи доблесност. Ама знаеш кој го Доблесност. нападна? Значи тоа се почетоците на слободното новинарство. Така е. Млад борец во Така во е. серија имаше написи за таа работа. И на крај Григорije Гоговски популарниот џобе во тоа. Дори така го пишуваше. така. Имаше една мотивна седница кај што на крај заплака. Заплака, И што на радио значи се пренесуваше седницата. Чувството Јас на се сеќам тоа. одговорност, но, од чувството на лична да. Абе одговорност сега е многу ние важно. јаде фамилијата на Заев од златни лажички, буквално јаде. не. Саша Чекај, Павличко ги чекај, да се објавеше вратиме малеше. на да се вратиме на Знаеш. види каде била А ние Македонија за два 88. пишна. Така е. Види 88 каде била Ама Македонија. да подсетам, ова што се Не дека тоа биле различните луѓе. Не. Истите се луѓето. Ама системот не дозволува. Да, а Така луѓето е, се тие, пошто истиот тој Григорije Гоговски после стана милионер, банка, Системот му фабрикант овозможи. и така Да. натаму, па него видов Системот. да се извини. Ме разбирате. Не, системот му овозможи Да, тоа. системот. Системот му Факт овозможи. е И сега да довршам. Човекот е тој. Зборувавме за што било порано. 27 април кај нас влезот во собрание не е прв пат. Да подсетам, Железарците, точно. Железарците, 10.000 луѓе излегува на улиците на Скопје и буквално ја Некој срушија. ги осуди за терористичко заврзување на уставниот период. не некој да им отвори. Не бе излегува пред нив цело раководство. Ја срушија влезната врата во собрание, седна во таа пленарната сала и се одржа разговор со нив, се договорија, тогаш Перо Киро- Гошев, и мислам. Перо Гошев, не, и Киро Поповски Киро беше Поповски, вклучен, Јаков бев и јас, Лазаревски беше. Јаков Лазаровски беше председател на партијата. Со разговор, со убедување се постигна да таа форма на поддршка доби повторно со закон, затоа што имаше губење на пазарите пак по таа Југославија. Зборот е незадоволството не може да се издржи. Точно. Расте, ескалира,
инфлацијата само го поттикнува, немаштијата, осиромашењето повторно и оттаму неопходност е власта или ќе се насочи кон решавање на овие социјални проблеми, но не ограничено и поединечно, туку со креирање на политика која што ќе значи макроекономска стабилност, усогласеност на монетарната со фискалната политика и креирање на мерки кои што ќе значат активација на човечкиот капитал. Да потсетам, кај нас се уште недостасува финансиска писменост. Луѓето се уште не разбираат што се тоа акции, обвртници, дивиденда, па дури ќе заврши инженер или не знам што, не знае само да се доискаже, не знае како да го насочи идејата да ја претвори во капитал или предприемничко вложување. Добро е што овие стартап компании сега почнаа да привлекуваат млади генерации кои што го насочуваат своето знаење кон информатичка технологија и оттаму врската предприемништво со финансиска писменост значи потенцијал кој што треба да се користи. Ние се уште го немаме тој потенцијал активирано, а преку образованието најмногу се активираат кога децата од почеток ќе знаат дека не треба да чекам државата да ме вработи, туку треба сам да смислам како да ја активирам своето знаење и памет. Еве на пример, вашиот бивш сопартиец Тито Беличанец е класичен екземпляр за финансиско работење, иначе наш верен слушател, поздрав до господинот Беличанец. Професорот Беличанец, он си имаше акции. Во која фирма беа? Тетекс. Во Тетекс, да. И баш пред да отиде у стечај неколку дена си ги продаде. И казната беше 1000 евра. И казната беше за овој инсайдер трейдинг 1000 евра. А инаку еве, не знам дали знаете, ова скоро го дознав. Пример, доколку проценител дојде и ви направи погрешна проценка на она што го имате. Казната за него е 20.000 евра. И во Македонија се случува намерно ти направат погрешна проценка, ти после да земеш кредит на тоа многу поголем од тие пари, ти на крај ги даваш тие 20.000 евра казна и плюс уште 50 што се вика. И во Македонија тоа е криминал што се користи. Дојде да видите во кој стадиум сме. И ние разговараме тука за финансиска. Не, добро, види се, не можеш да кажеш. Професорот Беличанец отиде од Здружен труд во неолиберализам и одамна не е член на социјалистичката партија, тоа го констатираме. Па добро, не ни бил он таму. Па беше кандидат на првите избори во Прилеп од социјалистичката партија. Веројатно како надворешно лице. Како почен член, како социјалиста, не како член на партија. Но еве, спомнавте професоре иновации, спомнавте инженери, спомнавте стартапови, значи како професор по економија, не слушнавте да спомнете дека постои некоја светска економија чиј што економски раст и развој се базира на производство на марихуана. И сега мораме да ве прашаме, знаете, како граѓани се шардисавме. Пречекуваше разноразни хохштаплери поранешниот премиер тука, кој што дури се снима од авиони, кажува колку се убави овие полиња, колку убаво ќе изгледат кога ќе се заседа со марихуана и така натаму. И тој самиот зборуваше како Македонија, тоа зелено злато дури го нарекуваше, ми се чини, можела бум да направи, како што можела од нафта, така и од марихуана. Од каде се овие... Не знам како да ги наречам. Не сум слушнал, ме интересира. Има ли некој економски труд што вели, еве, една земја ке економски ке просперира со производство на марихуана? Па добро, трудови од таа област тешко се пишуваат, затоа што нема податоци. Тие се црна берза, црни податоци, но еве, Афганистан. Да. Неговата успешно и развиена. Да, неговата под наводници во Афганистан, неговата раст, развој базиран на производство на дрога. За сите канали знаеме, читаме. Хероинските канали се таму. Но не оди напред тоа. Тоа не оди напред затоа што повторно зборуваме за економија, зборуваме за класични форми на активност, користење на потенцијалите. Ние имаме потенцијали кои што се недоволно искористени. Вложувања кои што се недоволно направени. Да потсетам, зборуваме за недостиг на енергија. Истрагите за рудното богатство не се доврши. Второ, потенцијалот на водната сила не е искористен. Да потсетам, имаме години понуда за чебрени галиште, а толку пари се потрошија за плаќање на струја на пазарите,
кои што тие пари ако се наменеа досега ќе беше изградени Чебрен и Галиште и двете страни. Професоре, Само да довршам. Да. А сега таа концепција на раст, развој, инвестиции не базира на стратегија. Првата стратегија за раст и развој е донесена во Ману 1996 година. Да, се сеќам таа 500 души, меѓу нив бев и јас, задоволство заедно со покојниот академик Ќусев, се направи стратегија во која насока треба да се развие Македонија со користење на природните богатства, на ресурсите, на потенцијалот, на знаењето. Таа стратегија не се иновира, иако се случија големи промени, правена е во друго но не се време. ни спроведе. А сега се заговара правење на нова стратегија. Меѓутоа таа е во една ограничена форма, недостапна е. А до кој ќе не поширо- прави Тито Беличанец? Не, знам. не. Што се фати Направена направена е една работна група што треба да направи една скица прво, а потоа тука веќе би одело по различни сегменти, видите, да се направи една долгорочна стратегија е прилично сериозен проблем. Професоре, ја мислам дека ја го имам генерално стратегијата што за 70% ќе го подобри животот во Македонија, само една точка има. Промена на власта. Да не се краде. А, добро. Не, нема врски да се смени власта, ако се продолжи да се краде, ќе биде исто. Да не се краде во Македонија, и вака диво, и вака никакво, и вака какво што е, пак ќе се живее убаво. Зошто? Сега ќе ви кажам пример, ја ги спомнуваме од преска тие 1%. И констатиравме дека тие луѓе не ги испечалиле овие пари на пазар на труд и не ги испечалиле капиталистички пазар, но туку политички. Доколку нема институции кои овие луѓе можат да ги корумпираат за да го одржат својот капитал, нивните бизнеси ќе пропаднат затоа што на пазарот тие не може да понудат ниту иновација, ниту подобро нешто од некој кој ќе излезе. Тие се одржуваат само ништејќи е конкуренцијата благодарение на политичките, правните, судските, полициските. Да, градејќи монополска позиција на мал пазар како што е македонскиот. Не може да излезат надвор затоа што конкуренцијата е голема. Да, идат во Србија, маваат два шамари и се враќаат назад. Ама и таму има такви. Добро, И тука таму е има веќе такви. балкански синдром, многу сме слични, остатокот од претходната држава има влијание, но еве се прават некакви напори, тој Open Balkan Да. да ги отвори портите колку толку барем да се движи во Да, регионот но кој со што Open беше. Balkan ние ќе изгубиме работна сила. Се согласувам, ние веќе губиме, за жал, одливот на млада и стручна работна сила е сериозен проблем на оваа држава, затоа што намалениот наталитет, лошите образовни концепти и ниските плати буквално создаваат миграциони бранови кои што стануваат сериозен проблем на оваа држава и на долг рок го ограничуваат незиниот раст. Еве, Нема да например, може да расте државата, не за колку процент вие да соседна определите, Србија, ако не го фундирате основниот елемент, човекот. Растот базира на човечкиот труд. Ако го нема човекот, не може да расте. Тоа е економија на например, 21 век. ја тоа Човекот, уште така. го сватев уште. Креатор на сите работи е човекот. Видите, вие можете да имате прекрасна фабрика со какви не машини, уреди, апарати, роботи. А пак за тоа стои човек. Човек со големо знаење кој што ги управува тие процеси, кој што создава Се вредност. сеќавам колку се смеев кога го читав Капиталот на Маркс и кога Маркс во економијата, во делот на економски раст, ја вади кој вика прави најголем економски раст. Најголем економски раст гради наталитетот. Со само тоа што се раѓаат нови луѓе, Трошат повеќе, точно. трошат повеќе и се создава економски Не. раст. Професоре, само ова во однос на Open Balkan уште. Србија, да речеме, земја во која има многу странски инвестиции. Еве сега слушам и Toyota ќе отвара фабрика таму. Од друга страна, веќе полека таму се исцрпува работната сила, невработеноста во Србија е многу ниска во овој момент. Дали во Пак е над 10 види. не е под 10. Не, Во висок е. овој момент е под 10%. Ама околу 10 се движи. Да, но колку таа е квалификувана работна сила што е и колку од земјоделците се водат како невработени, кога ќе ставиш таа анализа малку поинаку ќе гледаш на работите. Во Србија со овие фабрики што ќе се отварат, голем дел од Македонија со Open Balkan ќе значи дека вие буквално со лична карта може да отидете во Нови Сад, во Ниш, во Јагодина или било во Белград, било каде и да се вработите во истиот момент, исто како во Европската Унија што функционираат работите. Ова ќе значи одлив во ситуација на нееднаков раст на економиите.
Србија во однос на Македонија, затоа што Македонија има далеку понизок раст. Близок Овоќе- јазик. Близок јазик, блиска култура, иста религија, и сега немаме ни тој проблем. Ова може да значи сериозен одлив на кадар од Македонија во Србија. Добро, тоа е точно. Од друга страна пак може да значи и шанса за прилив на друг кадар. Се зависи балансираност на односите и шансата кој каде ја гледа, шансата за промоција на своето знаење и својата Личен идеја. развој, така е. Видите, јас имав таа чест да предавам 3 години на еден универзитет во Србија. Ги запознав и луѓето и децата и нивните размислувања. Отворени се. Па поставуваат такви прашања што како професор треба да бидеш спремен да им одговориш. Кај да смо нашите образование дури како да им е забрането на децата да поставуваат прашања на професорите и постои тој еден зид. Мене од предавање ми имаат бркано заради прашање. Ако многу прашуваш, го реметиш куќни одред. Не, ајде да се вратиме малку на политика, професоре. Толку што Што е со Тупанчевски Не, нешто чекај тоа, социјалистичко што имате Не, мака? ќе дојдеме на тоа. Прво имаме едно друго. До Тупанчевски да стигнеме имаме нешто друго. Социјалистичката партија достави амандман. Да. Вистина ли е дека власта заборавила да го реализира ветувањето кон наставниците за зголемување на плата од 10% или колку беше од септември? И дека прифатен ли е, најбитно прво да видиме дали е прифатен амандманот. Амандманот е влезен во процедура, не е почната буџетската дебата Аха. и треба допрва да се процесуира, односно тој е прифатен како текст, пуштен е во процедура, но буџетската расправа не е почната. Има поделовни рокови Јасно. кога почнува, како завршува, се води на Чека, комисијата. нормално е дека но- ветување дадено кон синдикатот, а не е во буџет. Па сега, многу работи се такви или вакви, не би можел да кажам, затоа што тоа упатува на медицинска диагноза. Она што за мене е многу важно. Видите, имате категорија незадоволни наставници. Штрајкуваа со денови. Да. Имате И незадоволни вие ветувате и професори. не го ставате тоа во буџет. Имате незадоволни професори. Универзитетски сега штрекуваат, да. Имате градинки, негователки, воспитачки, кои што исто така се незадоволни. И сега наеднаш беше ветување од јуни, преговорите траја месец, не знам колку, а и наеднаш не од јуни, од септември. Па не мора ни од септември, ај од декември да го ставиме порастот на платите, ако така, ова повторно под наводници јасно, го јасно, зборам. јасно. А сето тоа е да се потрошат што помалку пари од буџетот, не баре се тие пари на владата, не се тие пари на владата, тие пари се од граѓаните. И сега тој амандман што го предложи Социјалистичката партија е всушност усогласување на ветувањето. Тие 2806 денари да се исплатат на бараните, на Значи, А ќе го сега следиме прашање- во амандман професора како јавно, затоа што ова ми е малку сулудо дека власта заборавила ветувањето кон синдикатот да го стави во буџет. Па добро. Очекивано. Ама не се сеќаваш? Абе ти знаеш со какви лажи. Абе чекај бе, имаш државава работа? се преврти вака. Добро, влијанието Ама е за тоа присутно. на Андреја Јосифовски одма му исплатија тоа што беше законот што го донесо. Во секој за случај Макветров. ветувањето е присутно, укажувањето, амандманот е еден вид сериозно Сериозно, укажување. па не, тоа е- Иако предлагачот е свесен за тоа, може да го прифати и да го направи составен дел на Значи ако предлог не се, на рез- ако на овој ребалансот амандман не на влезе, буџет. нема да има покачување за плати на професорите. Па, Еве. тврдењето треба да се усогласи со предлогот што го дава владата во поглед на вкупниот обем на средства. Овдека се предлага обемот на средства да се пренамени Еве, од од- функции на државата на функциите кои што се обетувањето на власта. Еве од економската редакција на Лидер велат во однос на ова прашање, вика предвидуваат зголемување на дотации од 2%, а треба да е околу 9% за да постои, за да може од септември да се постигне зголемување од 15% на платите. Толку бараше синдикатот. Сега прашањето е Да, но настана- зголемувањето на дотациите е 2%, а треба да биде околу 9 за да може да се постигне плата. што значи не се предвидени 15%. доволно пари. А синдикатот бараше 18. Па пазарењето, медијаторство Стигна на 15. стигна на 15 и тука сега Е, треба сега да они се немаат доволно пари со оглед на буџетот. Ма не е Нашата нормално. редакција веќе Нема. ги анализира тие работи. Нема доволно пари всушност ни да ги да ги вети тие 15. Значи синдикатот треба да се заблагодари на Не, сега треба социјалистичката партија, нека некој од мисли на нив. негде, треба да Ова е најдат од лудо, негде е. уште Да. уште 2% Да. ако се дотациите што треба да се зголемат, а треба да бидат 9 за да биде 15, треба уште 7% да најдат од негде. Видите, за да може да ги- да објаснам да немаат До септември. Да. погрешен впечаток. Што е буџетот? Буџетот не е соба полна со пари, па кој влезе земе дава ново или оно. Не. Замислена рамка на приливи и одливи.
покрај буџетот постои трезор. Трезор кој што значи дневно прилив и дневно исплаќање. Се сеќавате порано на оној буџетски трезор го добива оние што беа одговорни за тоа. Да. И точно можеше да се види преку тој дневен прилив и одлив на пари политиката на владата. Професоре, Кои се преферирани, а кои се не преферирани. Да. Да. Не, ај само Во однос на Тупанчевски има некој конфликт со него социјалистичко? Нема конфликт. Чека само секунда пред да почне професорот. Градоначалник имаат во коалицијата предводена од ВМРО најголем број на советници, не ги вика во група за нов изборен систем. Тоа е проблем. Затоа што тој изборен систем треба да се донесе со консенсус. И ако нема консенсус, нема согласност на учесниците во трката за пратенички места. Сега предлагачот, министерот, вели ја покани в Беса вика не поканија. Социјалистичка не е поканета да учествува во таа група што ќе се Кој ги викнал во МРС? Не знам кој. Не знаеме, треба да провериме кога викнал лупш. Тука треба да има јавност, затоа што тука постои согласност или несогласност. Секоја партија има своја структура, кој ставот на социјалистичка партија околу не треба да се менува изборниот систем. Треба да бидат 6 изборни одењето на избори сега по овој закон. Затоа што менувањето на изборниот систем, на изборниот закон и овие предлози што од една страна ги дава министерот, другата претседателот на државата е само да се развлече времето. Да не се донесе закон, да нема избори. И да се каже додека не се Станковиќ беше овде истиот став. Додека не се донесе законот, да нема избори. Идејата на Социјалистичка партија е утре, што се вика, веднаш нови избори, нови кадри што знаат да раководат оваа држава, што знаат како да се излезе од овие кризни моменти, како да се стабилизира економијата, да повторно се привлекуваат странски инвеститори, а не да плаќаме. Вашата партија е позната по кадрите во Министерство за земјоделие. Да. Памтим едни поинакви денови за земјоделците во Македонија, кога вие ја водевте земјоделската политика, откако заминавте од власта и од тие функции, земјоделието очигледно вака е трендот надоле. Исто како Джини индексот што ни е нагоре, земјоделието не е надоле. Беа одлични предлози. Претседателот на Социјалистичка партија Љупчо Димовски има одлични идеи кои што и сега се употребливи. Они што сака да ги разбере, да ги слушне, ќе ги примени. Неговото залагање, посебно во поттик, во поддршка на земјоделството и во производство на храна е стратешко. Ако вие како држава имате обезбедена храна, вие имате безбедност и овој глас што се најавува... Замислете сега ние да имавме сончоглед во држава. Овој глас што се најавува како можност и нов бран на бегалци од Субсахара и Сирија, заради климатски промени недостиг на храна, може да се избегне. Ние сме со површина и со земјоделска култура и механизација и народ можност да произведеме за храна самодолна, но повторно зависи од политиката и поддршката на земјоделието. Професоре, ви благодариме, ни дадовте одговор на многу од значајните прашања што ги не ги допредме инвестиции граѓаните. Али добро. Али не верувам дека еден обичен работник кој денес не знае дали ќе има 45 денари да купи леп по нова цена, го интересираат инвестициите вака да. Па мора да го инвестираат, од тоа зависи иднината на општеството. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам многу. Почитувани слушатели, инфлацијата расте. Маслото веќе скоро двојно е отидено, штета што не може да ги рафинираме политичките сончогледи, од нив масло да вадиме, така многу подобро нашата економија би функционирала, но ни требаат реални сончогледи, оние кои растат на нива, а не растат на политичка сцена и во скопските кафеани. 6.6.22 Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер, автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски, техничката реализација на Димитар Митровски и Горан Лазаровски. Сите оние кои не критикувате на YouTube, што морам да го кажувам, ова ве молам, обратете се до собранието да го смени законот за радиодифузија, затоа што по закон мораме вака да ја одјавуваме емисијата.